Скопје има 1000 дрвја чии корени се заробени со бетон. Во трите организирани акции од партијата Дом досега се ослободени 20 дрвја, една е со град Скопје. Денеска покрај кејот на реката Вардар во центар, активистите ги вадеа бетонските плочи околу дрвјата и садеа цвеќиња. За активистите ова е само дел од будењето на свеста кај сите, од богати градежни компании, политичари и граѓани, дека Скопје е целосно во бетон. Ние во изминатите две саботи, денес е трета, успеавме околу 10 да ослободиме, а градот Скопје во изминатиот период околу 20 дрвја. Така што ако продолжиме со оваа иницијатива и со ова темпо, очекуваме дека навистина можеме да ги ослободиме дрвјата заробени од бетон и од асфалт во нашиот град. Се разбира, ова наша акција служи за подигнување на јавната свест и еден апел до институциите поинтензивно да се зафатат во спроведување на акцијата за ослободување на дрвјата. Недостатокот на зеленило е и во градот, но и во новиот закон за просторно и урбанистичко планирање, каде треба да оди заедно со законот за урбано зеленило. Токму ваквите недостатоци донеле 230 амандмани. Нашите главни интенции, каде што сакаме да се направи подобрување на ова законско решение, е прво да се усогласи законот за урбанистичко планирање со законот за урбано зеленило. Вие знаете дека пред 2 години речиси овој закон за урбано зеленило беше донесен, но се уште не се усогласени другите законски регулативи со овој закон, а тоа е многу важно за да обезбедиме на вистина 25 метри квадратни зеленило по жител и 20% задолжително зеленило на секоја градежна парцела. Со новиот закон ќе се бара и поголемо вклучување на јавноста во делот на носење на нови урбанистички планови, градење на хидроцентрали и рудници.